Ако Артан Груби е во Косово, прашање е како би се одвивала екстрадицијата и враќањето на екс-функционера дома со оглед на досегашното искуство што го имаме за враќањето на македонски државјани со албански пасоши кои нашле прибежиште во Косово. Што се однесува до Артан Груби, Македонското министерство за правда во моментов и не може да побара екстрадиција со оглед на тоа што екс првиот вице-премиер е во бегство, не е уапсен, а и не се знае точно каде се наоѓа. Имаше информации дека Косово била попатна станица на Груби на патот кон неговата конечна дестинација Тирана. Според познавачите на политичките прилики, надеж дека Груби би можел да ни биде испорачан доколку е во Косово, гледаат во позицијата на премиерот Албин Курти, кој за време на последните парламентарни избори во Македонија изгради блиски врски со владеачката албанска коалиција Вреди, па дури имаше и свој кандидат на нивната пратеничка листа. Инаку, косовските власти со години го долговлекуваат екстрадирањето на убиците од Смилковското езеро, кои по една деценија слободно се шетаат во Приштина. Македонското министерство за правда информира дека се уште нема одговор по најновото барање за екстрадиција на Алил Демири и Африм Исмиловиќ, осудени на доживотна робија за масакрот врз младите момчиња и рибарот, што се случи во пресред на верскиот празник Великден во 2012. Од министерството додаваа дека комуникацијата со косовските власти и понатаму продолжува. Се уште немаме одговор. Комуникацијата со Косовското министерство за правда продолжува. Не треба да дозволиме ова прашање да ни биде пречка во меѓусебната поддршка. Според последните информации, барањата за екстрадиција на Демири Исмаиловиќ се процесирани во Косовското јавно обвинителство. Македонскиот министер за правда Игор Филков доби ветување од министерката за правда во Косово пред 2 месеци при нивната билатерална средба, што се одржа таму, дека набргу ќе има одговор. За лицата Алил Демири и Африм Исмиловиќ првпат е побарана екстрадиција уште во 2013. Барањето за екстрадиција беше одбиено со присуда на Основниот суд во Приштина во октомври 2015, а потврдено е и од Апелацискиот суд во Косово во јануари 2016. Потоа Македонија повторно бара враќање на убиците дома во 2018. По 3 години, во 2021, Министерството за правда на Косово одбива да го екстрадира Исмиловиќ, а за Демири не даде никаков одговор. Се што косовските власти побарале од Македонија им било доставено. Трет обид да се вратат осудените убици да се соочат со доживотна казна затвор, направи министерот Игор Филков.